Татет кајше. Синко, сакав само уште еднаш да ти се заблагодарам. Ти само спаси се од оваа неволја. Нема потреба да ми се заблагодаруваш. Не ја кажа нешто Непек? Може ли подоцно да разговараме? Што се случи, Ипек ли дојде? Да. Во ред, синко. Добра ноќ. Добра ноќ. Уште ли не се одлучи датумот за свадбата на Али? Па изгледа не. Да знаеше, Керем ќе ни кажеше. Во последно време ни се случија еден тон работи па заборавив. Како се викаше девојчето? Шуле. Девојчето немаше никој. Еднаш дојде тука, никој од нас не ја обрна многу внимание. Ние да ја помогнеме во подготовките. И Али е како наш син, нели? Во ред. Никогаш немаше да ми текне дека некогаш ќе ми фали Емина. Уф, искрено и не ми се излегува надвор. Ама што ли правам јас? Почнав да зборувам самата со себе. Не, јас морам да си ги средам односите со Селда. Добре дојде, Берен. Ти благодарам, мама. А татко ти не дојде? Не, денес во фирмата имавме малку немили настани. Се затвори нашето градилиште. Што? Зошто? Заради невнимателност на нашите архитекти. Татко ми ги избрка од работа сите архитекти поврзани со тој проект. Ама фала му на богачичко Хасан имал познати луѓе, па ни ја тргнаа пломбата од врата. А има некој малер врз оваа фамилија, што и да е. Добро, ајде, каде е татко ти? Ке има состанок со чичко Хасан во врска со оваа работа. Рече да не го чекаме. Кај си ти? Колку пати те барав на телефон? Зошто не ми криваш на телефон? Знам, видов дека ме бараш, но никако не успеав да ти се пријавам. Денеска на работа беше хаос, те молам извини. Се случи ли нешто? Не е ништо битно. Горе ќе одиме, ќе разговараме таму. Добро, ајде јас ќе одам до горе, па ќе се вратам. Ах, Хандан, ах. Колку и да ти се лутам, не можам да не мислам на тебе. Што ли прави сега сама дома осамена? Тогаш да видам што сготвил Джем за јадење. Емине? Господи Хандан, ви донесо вечера. А јас баш размислував што да јадам. Ако треба да направам нешто друго, додека сум овде, може. Или работи што треба да ги пратам на хемиско, дали може тие да ги одвоиш? Веднаш ке средам, господи Хандан. Ај, што се случува, Туба? Каде да за малку ќе те дојдат во фирма за да можем да разговарам. Девојки, што ли правите вие тука да видам јас? Бога ми, бабо, јас ништо не знам, не сум информирана за ништо. Туба, дојди ти малку со мене. Баба, треба да разговарам нешто со Берен, после ќе дојдам. Добро, во ред, доаѓам. Да се пресоблечам, па ќе разговараме. Што се случи, Несрин? Мамо, јас морам итно да излезам. Ако некој праша за мене, дали може да ми кажеш дека спијам, дека не се чувствувам најдобро? Каде ќе одиш, Керко, во ова време? Ти викам, треба да излезам, ќе ти раскажам после. Ама Несрин! Кер... Со лесно нека. Благодарам. Баба, што имам да се мешам, жити се?
Кирко, зошто се вртиш околу Берен? Цело време се врткаш околу неа, велиш дека треба да разговарате. Те молам, смири се малку. Мајка ви ги донесе и оваа приказна се заврши. Тоа не е веќе зборувано со тебе, секако ја решивме работата. Јас сакав за друго нешто да зборувам со Берен. Ми ветуваш ли дека после ова ќе бидеш повоспитана спрема татко ти? Бабо, јас многу го сакам татко ми, ти тоа го знаеш. Ајде да ја затвориме оваа тема за Несрин, мене навистина ми се смачи. Може ли да дојдам? Дојди, душо, дојди. Јас секако си одам сега. Што било тоа толку важно и сакаш да ми го раскажеш, навистина ме интересира. Вака ли изгледаш кога си заинтересирана, Берен? Ајде, раскажи ми, нема врска. Овие работи што ќе ти ги раскажам сега ќе ти го сменат цел живот. Во врска со Али и Шуле. Што е тоа што ќе ми го раскажеш за тие двајца и ќе ми го смени животот? Али ќе се венча со Шуле поради тоа што е бремена, така? Не, заради тоа што сака да се венча со Шуле го прави тоа. Грешиш, драга Берен. Али се венча со Шуле поради тоа што е бремена. И што има врска? Епа Шуле не била бремена. Го лажала Али. Иако се дознае ова, Али никогаш нема да се венча со неа. А да, има уште нешто. Нестрин ни помогнала да ги спремаат лажните документи и резултати. Ало, Каде си? го следам детето што пукаше во тебе. Абе, нели ќе го донесеше докторот за преврска? Каде се изгуби? Па го најдов. Кој? Девојчето што го следевме. Што ни рече газдата она, бе. Она што живе околу Бејкос. Епа, со тоа беше иста адреса. И за да бидам сигурен, дојдов, тука сум. Паркиран сум малку подалеку. Пешки ќе одам да проверам. Ајде, ќе ти спуштам сега. Ајде, мамо, јави ми се. И пек. Покасно ќе разговараш, ајде дојди. Во ред, веднаш доаѓам. Али мора да го знае ова. И јас мислам дека треба да го знае. Но ние не сме тие што треба да му го кажат ова, Туба. Абе, нормална ли си ти? Човекот во кој што си се љубена ќе се венча со некоја само заради некоја лага. И ние ништо нема да му кажеме, така? Туба, ако Шуле навистина не е бремена, кога тогаш ќе се дознае? Остави ја сама, нека си каже. Но до тогаш ќе бидат венчани веќе. Не се душо да ја затвориме темата. Само не разбирам каква врска има Несрин со сето ова. Што не разбираш, па ти двете се исти секако. Не се секери, јас ќе го дознаем и тоа. Не, Туба. Нема да направиш ништо за да дознаеш нешто плюс. И само ако си му кажала нешто на Али... Ако ти не му кажеш нешто пред да се венча, јас ќе одам и ќе му раскажам се на Али да ти го кажам тоа. Не, ти навистина не разбираш. Ти вака глумиш дека не ти е гале, ама знам дека многу се радуваш подсвесно, така? Абе, те знам јас тебе, бе. Барем покрај мене опушти се. Дојдов до крајот на патот. Не сакам, ќерка ми,
и жена ми да останат на цедило. Чувај ги. Чувај ги нив двете, молам. Особено ќерка ми. Те молам. Што правам јас? Емине, дали беше кај Хандан? Да, бев, госпоѓа Селда, имала и некои работи, ги средив. Со што те бараше мајка ми? Дали може после јадење да дојдеш во дворот? Барем додека јадем, оставите ги тие телефони. Во право си, бабо. Кого го барате? Случајно цигара да немаш? Јас не пушам цигари. Не ми се јавува ни на телефонот. Подобро ќе биде ако и се јавам на мајка ми. И што ако мајка ти ме барала ипек? Ќе не слушнат од којната. Керим? Здраво. Здраво. Да не ти беше тешко да излезеш од дома? Не беше. Јас сакав да се сретнеме овде затоа што го знаеш ова место. Разбирам. Ама може ли да одиме на друго место кај што ќе бидеме пораат? Може, се разбира. Зошто да не може?
Бато Мехмет да Емине ти спреми јадење. Фала ти, Ипек. Зошто ти се јави мајка ми тебе? За да ме праша како сум. Во ова време ли? Синан, ме лажеш. И пек сакаш верувај, сакаш не. Тоа е твој проблем. Хазим? Нели ти реков дека ќе те најдам? Ај, мајко, колку е мал светов. Што ли е ова, бе? По ја волите, ништо не разбирам. И ако не е ништо друго, и мене барем да може да види, да ја убедам некако. Што ти е, ма? Како да се видела некој ѓавол? Од кого бега ова, бе? Господе Боже. Како ме најде мене? Уф, леле, и овде ли нема да имам мир? Ако слушна домашните вакво нешто ќе ми избркат од работа. Кога дознаа за познатите на Несрин што доаѓаат дома, настана проблем. Ако слушнат за Хазим, многу ќе се изнервираат. Колку убава вечер. Точно. Храната беше многу убава. Ова е најдобрата риба што сме ја јадела во последните години. Керим, возбудено чекам да ми кажеш што сакаш да разговараш со мене, ама од кога сум дојдена не кажа ништо. Несрин, јас сакам да те прашам нешто. Дали си сигурна во чувствата кон мене? Сигурна ли си? Види, ти си ми одговорност оставена од татко ти. Јас лично му ветив дека ќе те чувам и ќе те пазам. Му дадов збор. Да, така е, но човек не секогаш успева да ги контролира чувствата. Ама мора да се контролираш, Несрин. Зарем јас сум единствената што треба да го направи тоа? Керим, зарем навистина не чувствуваш ништо спрема мене? Види, ќе разговарам многу отворено. Нема никакви шанси да има нешто, да се случи нешто помеѓу мене и тебе. Па добро, ама зошто? Јас сум оженет човек. Имам деца на твои години, Несрин. Изгора на се не би можел да го направам тоа на Селда. Не можам да ја изневерам, верувај ми. Несрин, немој те молам. Немој да го правиш ова.
Добро бе, што глуп човек си ти. А? Човеков не може да го задржи во негови раце оружјето што веќе го има, а ти му даваш уште едно. Бато, морав да го направам тоа. Жената испадна жив манијак, се запна. Кога ми рече дека е спремна и дека ќе ја исплаши и ќе го земе од раце. Види, уште еднаш на тој будала нема да му даваш ништо. Секако не го бива за ништо. Тргни го веќе. Не зборувај така, бато. За многу малку пари трча за сите работи. Аман бе, што глупав човек си ти, а? Колку си ти смотан? Знаеш како се вели, глупиот го влече глупиот. И твоево е сега нешто такво. Јас тоа што ти го кажувам тебе, ти го тераш тој да го прави. Зор е можно тоа, бато? Абе, дознал дури кој е тој што пукал во мене таа вечер. И кој бил? Живеел во куќата каде што живи и Нестрин. Сигурно е синот на Керим. Јас искрено не разбирам што има меѓу синот на Керим и жената на Хазим. Керката на жената на Хазим работела како слугинга во куќата на Керим, значи од таму се знае. Види бе, каква работа е ова. Очигледно овие двајца и татко и син ги оставиле сите нивни работи и трчаат по две слугинки, а? Па не гледам друга причина. Зошто тоа дете постојано доаѓа во таа куќа? Очигледно дека има нешто меѓу него и девојчето. Значи, ќерката на Хазим работела во таа куќа. Зарем Хазим додека ја следеше Несрин, не ти кажа дека ќерка му работи таму? Па и тој не знаел. Сега дозна дека таму работи и девојчето. Не ранимај го. Кој знае што има направено и девојчето има избегано од таму. Кажи, што да му направам на Хазим? Да остане или? Остави го. Ле. Господине Джем, кај тргна вака дотеран како младоженец, бе? Добро бе, Акиф, немаш ли некоја попаметна работа освен да се закачаш? Ајде гледај си работа таму. Е, што да правам? Во ова мало нема поинтересни луѓе од тебе и од твојата фамилија. Па така си го пополнуваме времето. Господе, дај ми трпение. Види ваму, немам намера да се закачам со тебе. Да го испијам чајов и си одам. Добро. Ајде така нека биде. Најдов работа. Каде што ти не можеш да се мешаш, така да немој да се мачиш воопшто. Види вамо, пријателе. Не постои такво место каде што јас немам мој да се замешам. Ме разбрали? Ајде, пријатно. Овој од нигде никаде ќе ми направи некој проблем. Се разбудили? Добро утро. Добро утро. Ајде сега раскажи ми ти на мене каде беше синоќа. Што мислиш ти каде би можела да бидам? Ај, да, со господинот Керим беше. Ај, човекот не беше дома синоќа, да. Да, секако дека бев со него. Како се случи тоа? Тој ли те викна тебе? Ајде кажи ми. Прво бевме на вечера, после прошетавме малку покрај обалата. Несрин? Мамо, секако дека не се случи такво нешто, зарем мислиш дека јас сум толку глупава?
Керко, види, ти не ги знаеш ваквите мажи, тие се чудни луѓе, знаеш. Додека него добија тоа што го сакаат, трчаат по него и после тоа кога ќе го добијат ги снемува, ќе си останеш на улица. Не се секирај. Малку ми остана пред да го земам Керим под целосна контрола. Ајде, Боже Господе. Моментално ги живее последните моменти. Ќе видиш, јас ќе го земам местото на Селда во оваа куќа. Да. Ќе го земаш местото, Несрин? Злато, види, вака да размислиш ти, да не растураш некаква фамилија. Дали воопшто има фамилија таму? Не. Нема. Сите гледаме дека нема. Греота за човекот. Оставен сам на себе цел живот, нема никој што се интересира за него, за греота. Аман, сигурно е Джем, постојано ме бара. Па добро бе, Керко, јави се, зашто не му се јавуваш? Ние веќе немаме што да се плашиме од него. Јави му се и кажи му каде сме. Важи, нема проблем, да не треба и да му се објаснувам. Акиф. Зошто те бара Акиф тебе? Ти зошто се возбуди толку многу? Не бе, па ти каква возбуда, само ме заинтересира зошто те бара. Молам, Акиф, Како си, Несрин? што ти е гајле тебе како сум јас? Да не си ми лута? Не бе, па ти каква лутина? Ти понудив работа за доброто на двајцата, но ти не ја прифати. Ете, тоа е. Немој сега така да ме боцкаш. Ми требаше време да размислам. Акиф, дај бе, не должи многу, ајде кажи што имаш да кажеш. Не можам по телефон. Треба да се видиме. Извини, зашто да не може по телефон? Треба само да речеш да или не, многу е просто. Несрин, ако сакаш дојди, ако не мораш. Јас имам нешто многу важно да ти кажам. Добро, во ред, да се видиме. Внимавај кога ќе доаѓаш наваму. Немој они Али пак да го залепиш позади тебе. Не се секирај, јас ја средив таа работа. Не му кажа на Керим дека се сретна со мене. Не, секако дека не му кажа. Јас разговарав со него и го убедив. Еј, Несрин, што ѓавол си ти? Немам многу време. Знаеш тоа местото што се сретнавме пред некое време? Таму да се сретнеме, може? Во ред. Ние веќе немаме што да се плашиме од него. Леле, мамо, чекај, не се возбудувај, прво слушни ме. Сега јас ке го убедам овој Акиф да ја следи господја Селда. Леле, ова Несрин е полоша и од ѓавол, еј. Овој глупавиот Керим не е свесен каква белјас има навејано над главата. Што ти е гајле тебе, пријателе? Сите се задоволни од се, гледаш? Море и ти си во право. Баба... Како си? Добро сум. Како да си малку нерасположена? Керко, сигурно не очекуваш да бидам расположена после сето она што се случи во куќава. Добро бе, баба, зарем се уште си лута, колку пати ти се извинивме? Искрено мислам дека нема да можам лесно да ви го простам тоа што го обвинивте Керим поради Хандан. Но овој пат е нешто друго. Што се случи? Пак ли е Несрин направи нешто? Што направи? Нека оди по ѓаволите таа. За некој ден ќе биде готово нивното место и фала му на Бога ќе си одат таму. Фала му на Бога. Баба, да изборувај со мајка ми, Несрин повеќе да не работи овде. Ако сака, нека се шета, што сака, нека прави, само да не се мотка тука. Нема потреба јас да ја кажам. Мајка ти сигурно нема да ја тера да работи. Гледаш со какви молби и жалби ја врати назад. Добра, ајде, ти сега остави ја Несрин и кажи ми што е работата, зашто си нерасположена? Вчера се симнав во кујна за да земам вода. И ја видов Ипек таму, седната на столче како плаче. Не се ли изненади? Керко, кажи ми ако знаеш нешто, многу ми е жал. Може ќе успееме да ја помогнеме. Синоќа Ипек и Несрин се искараа нешто, очигледно дека мајка и Керка не им даваат мир на никој. Јас не успеав да се справам со нив, зарем таа ќе се справи. Управа си, на сите несносни го извадија. Бога ми, јас се откажав. Единствено нешто што можам да направам е да не дозволувам да доаѓа тука. Секако сакаше да шета без ништо да работи. Може би на овој начин ќе остави и Ипек на мира.
Джим, целото ове ради тебе да некој степеше така девојчето, ништо од тоа немаше да биде вака. Бабо, јас ќе одам до кај тетка ми, ќе пренесеш на мајка ми, важе? Тетка ти. Очигледно дека оди кај титкај. Хандан порано не водеше толку инает. Во нетешките кавѓи веднаш доаѓаше да се извини. Господине Селим, Повелете, господе Селда. ако имате време, сакам да се видам на кратко со вас. Секако. Кога сакате? Ако можете веднаш. Во ред? Само да се видиме никаде надвор, во ред? Во ред, се гледаме. Со лесно нека ипек душа. Ви благодарам, господја. Селда, излегуваш ли? Излегувам. Каде? Ке се сретнам на едно кафе со другарките. Што убаво. Сите си излегоа, а јас тука ќе се седам дома сама. Епа ете убаво, ке се одмориш малку, мирно, смирено. Се гледаме, мамо. Здраво, Шуле. Здраво, Берен. И како е, веќе се навикнали? Леле, многу. Ова е буквално работата од сништата, Берен. И плюс сум близко до Али. А тоа што сум близко до Али ме прави да се чувствувам заштитено. Ми докажа дека е прекрасен сопруг и ќе биде прекрасен татко, да. Си како ќе ти помага, сепак си бремена душа? Да. Али секој слободно време се труди да го помине со мене, да ми угодува, ми готви. Не знам што би правила да не е таков навистина. Немојте многу да се навикнувате, рано е уште. Не дај Боже може да го изгубиш детето, било што да биде, потоа многу ќе се разочарате, нели душа? Што зборуваш ти, Берен? Па се случуваат такви работи, Шуле. Од каде да знаеш, може преку ноги да го изгубиш бебето? Добра, ајде, се гледаме. Здраво. Здраво, господјо Туба. Знаеш ли дека Несрин и мајка се вратија во нашата куќа, нели? Не знаев. Но предпоставував. Ништо не ми кажаа и отидоа. Па секако дека нема да ти кажат. Си е претепал кутрата. Едва избегала од тебе. Не ми се верува, бе. Како си можел да направиш такво нешто? Хајде на страна тоа што ти е сестра, ама не смееш така на никој. Извинете, господјо Туба, ова треба да не ве интересира. Мене ли не треба да ме интересира? Бога ми, извинете, ама после ова се ме интересира и мене и мојата фамилија. Ти да не го истепаше тоа девојче и да не побараше пари, тие немаше да се вратат во нашата куќа. Чекај, зарем јас си побарав пари на Несрин? Да, ти си рекол дека доаѓа од богата куќа и дека треба да ти даде пари за тоа си ја нападнал. Може да замолчиш и мене да ме оставиш да кажам? Ајде кажи да видам што имаш да кажеш, многу ме интересира како ќе ги објасниш. Чекај малце, Несрин ви ги кажува сите овие работи? Да, и плюс кога дојде дома имаше модрици на лицето и кажа дека ти си ја тепал неа за пари и тие морале скришно да избегаат. Абе, Несрин, заради тоа мене Керим ме мрази. Ти бараше ли пари на Несрин? Абе, какви пари од Несрин? Јас не побарав никакви пари од Несрин. Добре, а зошто тогаш ја удри? Фамилиарна работа е. Види, ти кажав и пред малку, ова веќе не е само ваша фамилиарна работа, тоа е и наша. Чим толку ви смета, тргнете од вашиот дом и готово.
Баш ми е жал, верувај ми, јас многу сакам Несрин да си отиде од нашето семејство, но верувај, не се случува тоа. А зошто? Што се случи? Не ми направи ништо директно на мене, но таа е многу тешка со сите. Заедно со мајка ти, да, постојано се мешаат во некои работи, плюс И плюс? уште што да биде, постојано прават некои проблеми некакви. Дома ли е тетка ми? Не. Таа излезе пред саат 2, мислам. Зошто не излезе со тебе? Бога ми не знам, ми рече само да внимавам на куќата. Господја Хандан ми рече дека можам да ја користам кујната. Па јас си направив едно кафе тука. Да не сакаш и ти? Може. Во ред. Ајде да направам. Знаев дека Несрин лаже нешто во врска со Джем. Доцниш. Имаше гужва. Слушнав дека си се вратила во малото. И после слушнав дека пак си го фатила патот кон богатата куќа. Бога ми, Несрин. На 2 дена дојде во малото, ама остави материјал за зборење за 2 години. Зашто зборуваш, бре, ти? Па тоа дека си бремена. Цело мало тоа го зборува. Човек да не остане слободен. Одма по него зад грб се прават глупави зборувања. И што направат греотичките? Нема толку интересни животи како тебе. Ама оваа бременост за тебе одлично излезе, а? Потпиша доживотен договор со богатите. Сега веќе нема зима за тебе. А бре, не сум трудна, ти кажувам. Ема добро, цело мало за тоа зборува. Слушнале со нивните уши. Джем те тепал тебе пред цело мало. Добро, вие се уште не разбравте каков гат е Джем, не разбравте? Јас знам каков не човек е Джем, ама цело мало го знае како многу воспитано дете. Добро, јас не сум трудна и те молам да ја затвориме оваа тема. И плюс не имам многу време. Кажи што имаш да кажеш, ајде. Сакаш ли се уште да работиш со мене? Постои ли опција да го придобиеш Керим? Секако дека има. Што сакаш од мене? Сакам да ја следиш жената на Керим. Јас знам дека таа има некоја тајна, ама не можам да бидам сигурна што е, што значи дека ако го докажеме тоа, Керим целосно ќе биде во моите раце. Да речеме дека ќе успееме да докажеме. Што добивам јас од тоа? Како тоа што ќе добиеш ти од тоа? Да го имам Керим значи дека ќе ги имам сите негови пари. Ќе ти дадам колку што сакаш пари. Аки види, јас сум многу блиску пред да го добијам Керим. Само затоа што чувствува грижа на совест кон фамилијата бега од мене. Ама ако успееме да ја извадиме на виделина слабоста на Селда со трчање ќе дојде по мене тој. А ако не и најдеме некоја слабост на жената? Акив, јас секогаш имам план Б, го знаеш тоа, не се секирај. Како ме најде овој проклетник овде? Па тогаш да одиме на мала прошетка, госпогице млада. Ха? Остави ме! Ја. Па да, секако се сретнавме во близина. Сигурно не му било тешко да ме најде каде работам. Ај, леле, се е преубаво, се е светнато. Да, дој мине. Мене утре ми е слободен ден, па си реков денес да средам се. Жалосно. Работи како слугинка за незината фамилија. Колку несрекно девојче, а незините сестри живеат во раскош.
Дали може јас да одам малку во мојата соба да се одморам? Синоќа воопшто не спиев. Дали може да ми дадеш саат време пауза? Се разбира, душо, а и не остана ништо, се средила. Нема потреба да се инаетам да не ја продадам куќата. Се додека ја знае оваа куќа Хазим нема да ме остави на мира. Треба да се преселам на некоја место каде што нема да може тој да ме најде. Ете, спомни го ѓубрето да ти се појави пред очи. Аха. Кога нема да се отвори, ќе си отиде. Ајше! Ајше, отвори ја вратата. Знам дека си внатре, нели ти е жал? Абе, ладно ми е надвор, жено. Абе, каков човек е ова? Без никаков осет. Да умреш да даде Господ. Хазим, немој веќе да доаѓаш тука. Јас ке се разведам од тебе. Што? Што се чудиш, бе? Ти кажав дека ке се разведам од тебе. И плюс пуштив официјална тужба против тебе. После ова нема да можеш да се шеташ околу мене. Мислеше дека никогаш немаше да направам такво нешто, Хазим ефенди. Фала му на Бога. Конечно дозна дека не си посакуван тука. Господине Селим, ова требаше да го направиме многу порано. Ова е правилно, господја Селда. Јас мислев дека вие не го сакате и затоа не ви понудив. Хандан ми кажуваше дека семејството што ја зема ќерка ми живее надвор од државата, но пред неколку недели и се испушти нешто, дека жената што ја зела ќерка ми дошла на врата, а таа ја избркала. Зошто не ми го кажавте ова мене? Бидејќи Хандан ми го кажа ова мене, додека се каравме, а потоа ми се извини и ми рече дека го кажала само за да ме налути, затоа. Вие ми кажавте дека сте се карале. Да. Кој знае, може би додека сте се карале излетало одуста. И тоа е можно. Во право сте. Искрено и јас сакав да се откажам. Немав надеж, бидејќи ми кажаа дека сестра Нериман од ден на ден поминува во лоша состојба. Дај Боже Хандан да ни каже нешто. Само, господине Селим, ве молам, бидете внимателни, бидејќи Хандан е многу интелигентна, веднаш ќе осети. Ве молам, не грижете се. Тогаш јас ке чекам убави вести од вас. Во ред. Само имам еден проблем, господјо. Треба да ми направите една мала исплата. Бидејќи и јас им плаќам на луѓето што работат за мене и искрено трошам многу време со оваа работа. Така е, во право сте. Лели, извинете, верувајте, јас целосно сум изумила. И вие не ме подсетивте. Нема проблем. Знам дека паметот не ви е тука. Ви благодарам многу. И што ти е планот сега? Многу е просто. Ке не сликаш мене и Керим надвор и тие слики ќе ги пратиш на Селда подоцна. Многу паметно. Значи сакаш да ми кажеш ако Керим не ја остава Селда, тогаш Селда ќе го остави него. Баш така. Браво, значи. Керим има ли син? Има да. Синан се вика. И тој се шетал во нашето мало. Господе Боже, што ли бара тој во нашето мало? Не знам. Долга приказна.